Колега Трајанов, три карактеристики, три работи се во сршта на вашата партија и комплетно ве опишуваат вас како политичка партија. Прво, тоа е криминалот и корупцијата, второ се лагите и неспособноста и трето е предавството. Почитуван колега Трајанов, должни сте на македонската јавност да дадете одговор. Со оглед на тоа дека сте вие универзитетски професор, кажете и на македонската јавност како со плата на универзитетски професор се стекнуваат толкави имоти, хациенди од 1 милион евра. Почитуван колега, освен со криминал и корупција, ништо друго. Дали заради тоа се скаравте со вашата градоначалничка Данела Арсовска за криминал и провизија, да го билдате и да го зголемувате имотот на вашиот лидер од Скопје, од Охрид до Црна Гора по милионски суми и средства. Тоа е криминалот и корупцијата која што владее во редовите на ВМРО ДПМН. Затоа се борат за да се стекнат и да го прошират сопствениот имот. Второ, колега Трајанов, лаги и неспособности. Ги излажавте граѓаните дека ќе им го подобрите животот само пред 16 месеци, кога добивте довербата од страна на граѓаните да ги водите локалните самоуправи. Ги излажавте граѓаните не само што ги испокрадовте и продолжите да ги крадите, туку се покажи вашата тотална неспособност, со оглед на тоа дека не реализиравте ниту еден проект. Колега Трајанов, ова е неспособност. Ова е вашиот градоначалник во Прилеп, кој што без срам и перде во саботата излезе пред граѓаните да пушта и да прави увид заедно со председателот на Совет, со двајца директори на една дупка и измислија ладен асфалт во Прилеп. Тоа е тоталната неспособност на вашиот градоначалник во Прилеп, кој што ми ги покачи сметките на граѓаните за над 70% за сите комунални давачки во општина Прилеп. А тука нас не предавате и покажувате каква некаква душегрижништост за инфлација и така натаму и така натаму. Додека владата на СДСМ ги намалува давачките, вие во локални самоуправи ги зголемувате давачките. И трето, предавството. Во петокот ве праша вас како пратеничка група и ВМРО ДПМН дали ќе се оградите од она кое што го прават Никола Груевски и Христијан Мицкоски да го рехабилитираат крвникот на македонскиот народ Ванчо Михајлов. Тука од оваа македонска говорица ви го поставам истото прашање. Тука каде што ги носевме декларациите и законите за заштита на македонското достоинство. Колеги пратеници, должни се... Контрреплика Здравко Трајанов.